Почитувани медиуми, денеска втор ден се наоѓаме на протестите кои што ги организираат земјоделците од овчеполијата заради тоа што немаат вода на своите полиња. Денеска втор ден на овој жежок асфалт преку стотина земјоделци ги бараат своите права. Додека власта ужива во некои климатизирани канцеларии, овие земјоделци бараат она што е најосновно, тоа е водата. Протестов го организираат заради тоа што веќе полињата се суви, штетата е многу голема, а дополнително им е терет тоа што владата на последната седница има донесена одлука за зголемување на цената за надомест за вода. Значи овие земјоделци покрај тоа што имаат зголемена надомест за вода за преку 70% имаат и нова давачка која што треба да плаќаат према државата, тоа е годишен надомест за одржување на системите од 3624 денари по хектар. За да биде појасно на сите земјоделци од Република Македонија дека ова не е само за овчеполијата ова поскапување, него ќе биде за цела територија на Република Македонија. Јас направив една кратка пресметка за да биде појасна математиката. Ако еден земјоделец кој што одгледувал или работел 10 хектари луцарка, до сега плаќал надомест од 61.156 денари за наводнување, сега со новата давачка поскапување плюс годишен надомест ќе треба да плаќа 138.000 денари. Тоа е за 1250 евра повеќе пари за она кое што не го добивате како услуга. Власта ги користи земјоделците да ги уценува, да ги малтретира и денеска и преку Министерството за внатрешни работи повторно се правеше притисок да се прекине овој протест, да не се протестира и така натака. Апелираме од овој протест, еве јас како говорник во име на земјоделците, први да престанат притисоците, второ директорот на водостопанство и министерот веднаш да се врати од службен пат и да дојде овдека помеѓу земјоделците, водата да биде пуштена затоа што имаме информации дека во Кочани нема потреба од вода за наводнување, него треба да стигне до овие полиња. Заедно со премиерот кој што исто така сигурно ужива во некој од тие климатизирани канцеларии да дојдат овдека помеѓу земјоделците затоа што овдека се вади лебот. Овие луѓе ако оваа година не добијат вода на редниве неколку дена, ќе треба први да бидат обештетени, а до година ќе нема земјоделци. Затоа владата треба да се одважи барем во овие неколку последни месеци од своето владење да дојде да се работи работата за која што зема народни пари. Овие пари кои што ги зголемуваат како давачка сигурно ќе отидат во Западна Македонија да се потрошат на нешто друго, не за инвестиции во водостопанството. Значи револтот е многу голем и овие земјоделци нема да се тргнат од патиштата не само овдека во Свети Николе, и во Кочани, во Росоман, и во Кавадарци, и во Неуготин, и во цела Република Македонија. Доста е да си играте со маката на земјоделците. Оваа порака сакам да стигне до секој еден земјоделец дека нема да остапиме. ВМРО ДПМН бил заштитник на земјоделците и ќе остане заштитник на земјоделците. Ќе останеме до крај заедно со народот. Затоа што овие луѓе ја хранат нацијата, од овие луѓе јаде и Ковачевски, јаде и Спасовски, јаде и Николовски. Сите јадат од овие луѓе и треба да се цени овој труд. Ви благодарам.